А во пресред на вториот круг од локалните избори, нашиот Кузман разговараше со професорот за локална самоуправа Јордан Хаджибогатинов, Десков, Петровски, Миланов за тоа каков треба да биде идеалниот градоначалник. Господине Јордан Хаджибогатинов, Петковски... Професор Јоци е сосема доволно, презимето ми е долго. Така, професор Јоци. Професоре, кажете ми, вие сте професор по локална самоуправа, така? Точно, меѓутоа јас сум овде не пол месец, јас сум тука 30 дена, заменски сум само за една колешка што е на трудничко, меѓутоа сум компетентен да дадам одговор. Така, кажете ми како би го портретирале идеалниот градоначалник? Одлично прашање. Па видите, идеалниот градоначалник би морал да биде стамбено реализирана особа. Тоа значи дека у секој зграда треба да има по еден стан. Исто така треба да има и голема фамилија за да може да ги запослува, односно да креира работни места. Рецимо, ја би бил добар градоначалник, они ми нудеа мене, меѓутоа, пошто сум веќе саветник у Министерството за земјоделие, па да не дојде некоја такви. Кажете ми, каква марка на одело треба да носи градоначалникот? Ве дупам, да. Не, немојте, мислам марка. Не е битна марка, многу поважна е маркица. Значи, градоначалник мора да се разбира во маркици. Тоа значи дека маркици гледате како се денеска насадени како дрва, и тоа куриозитет, по зелени површини се тие насадени. Така да, ако он не се разбира во маркици, може да дојде до тотална дисфункционалност на општината, со самото тоа и он да биде неуспешен како таков. Да ве прашам, што е со капиталните инвестиции? Сите ветуваат гасификација. Сите ветуваат гасификација, меѓутоа ако тоа би било толку лесно, до сега би било гасифицирано. Значи, за да се гасифицира една општина треба да има извор на природен газ. Ево да речеме Берово. Берово има кромпир, значи тамо нема шанси да се гасифицира брзо. Дали ме сваќате? Најголем извор на природен газ во Република Македонија е граф или пасуљи, што го викаат Србија овој. Каде има највише пасуљи? Тетово. Ето видите, сами си одговоривте на вашето прашање. Сами си одговоривте. Значи гасификација трга од Тетово и низ гасоводи тука иде прво по Желино, Мелино и онда иде цела Република Македонија. Да. Кажете ми вака едно директно прашање. Колка ви е хонорарот во Македонски пошти? Ама ти ме допиш. Не. Па мислам како Македонски пошти, кога ја имам електронска пошта, веќе 4 години имам имејл. Па кај се тие конзервативни начини на комуникација? Па и студентите ме знаат, ја имам имејл, отворен ми е за сите тука, како така. Така, но сепак сте во управен одбор. Видете сега, ипак е ова тематско интервју. Како сум ја управен одбор, молим те? Ова е за локална самоуправа разговараме. Каде ви се за локални проблеми прашањата? Камо тоа за гласна музика во локали, локална анестезија, други локални проблеми што се однесуваат до граѓаните. Па една Каталонија, гледате што се случува, вие тука управен одбор. А на што личи ова, молам, ипак е ова домакинска куќа, гледате сум Да, драги гледачи, тоа беше разговорот со господинот Јордан Хаджибогатинов, со господинот Јоци. Професор Јоцо, да. И ви благодарам. Така. И дојдете после со леп да видите како е добра зимница искочи. Молам, немојте се, јас викам на интервју, вие, па секако мислам. Ајде ви само, да, добро и таа.